Деновиве книжарниците се преполни. Ранец, моливчиња, острилки, гуми, боички, фломастери и тетратки. Родителите бараат и купуваат се што е потребно за новата учебна година. Некои веќе имаат набавено дел од школскиот прибор и облеката, но велат дека дополнително ќе се информираат од учителите дали ќе треба да докупат уште нешто. Повеќе са тетратки, молива, тие работни листове. Што друго, учебници са бесплатно веќе. Ранци, тетрадци, пенкал. Па се што им треба школскиот прибор. Од струмичките книжарници велат дека побарувачката за училишниот прибор е доста голема, но сепак апелираат до родителите да не ги купуваат работните тетрадки се додека не добијат зелено светло од учителите. Од страна на граѓаните во почетокот на школската година имаше голем интерес кај родителите и кај децата. Претежно се интересира за школскиот прибор, за неговата цена, околу ранците кои што треба да ги употребуваат. Интересот беше голем. Еве веќе втори ден како се децата во училишните купи веќе влезени. Интересот од страна на децата доаѓаат и се интересираат за се она што од страна на наставниците како учебниот предмет сака да купат школски прибор, ги разгледуваат артиклите, цените и навистина има едно скромно така движење од страна на децата. Се надам дека тоа е чекор кој што чекат учениците да од сите наставни предмети да ги посетат наставниците и да им дадат инструкции поточно се што е потребно за еден наставен предмет за да може да купат прирачници поточно онака школски прибор што е потребно за децата. Апелирам и овој пат преку телевизијата до учениците, до родителите да не се опуштаат во купување на работни листови се до тој момент додека не добијат инструкции од наставниот предмет дали навистина ќе имат потреба да работат со тие работни листи или ќе немат потреба да работат. Инаку од пред неколку години учебниците се бесплатни за сите основци и средношколци, но затоа сами треба да ги платат работните тетрадки и останатиот прибор.